Не се подпишувам туку така на амандмани, обично на они од образование, од култура, од наука и од екологија. Овој амандман ми беше објаснет, меѓутоа денеска слушајќи ги колегите, и министерот се разбира, и слушајќи го синојка драматичниот повик на директорот генерален на Стопанската комора, навистина мислам дека амандманов има голема логика. Може би сумите ве бунат, меѓутоа, намерно сакам да ви се обратам, не толку како на министер, туку како на некој кој што има докторат од економски науки. Значи, обајцата знаеме што, бидејќи исто е тоа, дали е на политички науки или на економски науки, дека има два методи на креирање на политика. Рационален и инкременталистички. Рационалниот значи да антиципирате актери, проблеми, wild cards и не знам што и да креирате политика. Ама сега сме ние веќе влезени во тешка криза и тогаш треба да се реагира веднаш и тоа се вика, нели, инкременталистички. Она што мене ме загрижува, министре, што? За енергетската ефикасност, за која што зборуваме деновиме, не сте вие надлежниот, туку е Министерството за економија и министерот за економија. Ако ги анализирате неговите потези, мерки и изјави, извинете, ама тамо јас рационален модел не можам да препознам. И се плашам дека сега, кога треба да се реагира инкременталистички, дека она што го слушав, што го гледав, не ми дава гаранција дека може да бидеме сите мирни како граѓани. За жал, ние, како граѓани, се обидувавме преку амандманите, до сега сите беа одбивани, освен првиот амандман, кога е во прашање земјоделието, ама и таму не е тоа директно до граѓаните. И сега гледам дека ако нешто е драматично, како да се заштитат фирмите. Сите знаеме што значи сега. Во енергетска криза работите се тргнати, како викаме ние во науката, лесе-фер за жал. Дарвинистичка борба. И кој победува? Најголемиот и најзаштитениот. И затоа мислевме дека штом се изборивте за кризна состојба, многу логично е сега да ги заштитите оние кои имаат шанса ако се здружат и ако ја имаат помошта на државата. И за мене не е само ова гаранција што велите вие дека оние кои се должни ЕСМ да обезбедат 60% од електричната енергија, дека исто така можат да се јават и како снабдувачи други, а не само како универзални снабдувачи. Значи, мислам дека е логично дека и овие 40% мора на некој начин да се подкрепат и да се заштитат. Зошто? Па затоа што ако сите овде економисти, кога учам јас, велат дека кризата, да, е светска, но е главно европска и дека, да речеме, се уште не ја зафатила Јужна Америка, значи на пазарот ќе треба да купувате од оние кои што не се зафатени од кризата, а за да се надпреварувате во тој нерамноправен надпревар, треба да имате државна поддршка, бидејќи во криза, значи, не можеме како денеска што слушам да се ги читаме одредбите од законот, да, тие се важни, што не можело, како не можело, а особено не па на програма. Јас веќе не верувам во тоа, да бидам искрена. Затоа мислам дека вие, како некој кој што знае како е во реалноста, а не само во науката, треба, значи, не само ова што денеска го образложивте дека имате стратегија и за снабдување во краен случај, меѓутоа сега се исплашив кога чув дека 3 месеци е обврската да ги поддржувате фирмите и да ги подпомагате. Значи јас ве молам да размислите сериозно, може вие повторно да предложите, може мнозинството, може заеднички амандман,
ама мислам дека сериозно треба да размислиме зошто експертите што ние ги консултиравме не убедуваат дека е ова крајно време за финансиска поддршка насочена кон покривање на половина од трошоците за субвенционирање на електричната енергија, нивна како правни субјекти, зошто? Заради битката на слободниот пазар, која што е безмилосна, каде што цените вртоглаво растат, каде што ризиците се зголемуваат и каде што мислам дека со оглед на обкружувањето, реакциите, мора да се замислиме зошто ние поподготвени не ја дочекавме кризата. Не е ваша вината, јас веќе посочив, вината е на оние кои што требале навреме да размислуваат за ова. Зошто ве замолувам да погледнете? Еве зошто. Бидејќи овде, со право колегата од Струга вели, ако се концентрираме на амандмани, на аргументи и на контраргументи, мислам дека многу повеќе амандмани. Ама ако дојдеме со напишани текстови за реплики, ништо не правиме. Диалогот нема смисла ако однапред знаеме дека резултатот ќе биде 8-6 и 8-5. Па нема смисла. Тоа што ќе се вклучите во таков, тоа не е диалог, тоа е импровизација, алиби. Има смисол диалогот ако неговите аргументи, моите или на некој друг, допрат до вас и вие речете дека, како во оној пример, инцидентен да не остане, дека има овде шанса за размислување. Или дека има обврска за размислување по она што го чув јас вчера, дека се заканува пат до мерка на затворање на фирмите. Тоа не го велам јас, тоа го вели господинот Пешев, а мислам дека заслужува неговото предупредување да се размисли. Затоа очекувам од вас кооперативност, очекувам не само да прифатите во видоизменета форма во голема мерка од 600 на 200.000, не знам дали е тоа и, но сепак се јавува нова институција, интервентен фонд, туку да покажете дека политиката на владата за буџетот во голема мерка води сметка и за амандманите на опозицијата, кои не се само нејзини амандмани, туку секогаш се соработка со експерти во оваа област, бидејќи нив ги нема овде, нели? Не можеме заради ковид, велиме сите да ги повикаме. Значи, барам одговор од вас. Дали не мислите дека и овие 40% покрај универзалниот снабдувач СМ од 60%, бидејќи тој навистина е најважен во снабдувањето што го поддржавте и со право, не треба да добијат помош за да може да помогнат во кризата која што не знаеме какви размери ќе има, бидејќи не зависи само од нас, ама еве, ако ние не бевме спремни како политика, тогаш дајте барем оние кои предупредуваат да бидат подпомогнати за да можат потоа нам на сите да ни помогнат. Бидејќи ако пропадне, се плашам јас дека помошта за која што ја наведувате за семејства, за поединци и така натаму, не ќе може да се употреби, зашто што ќе правите со тие средства ако нема енергија, ако нема струја? Затоа ние зборувавме за некои други форми кои што се потребни. Но еве вие сте на потек да кажете, лесно е да речете не, дека имате средства предвидено, дека знаете каде ќе ги употребите, ама молам да го имате во предвид. Еве, не нашето опозицијско, ние сме во криза, нели, како што рече еден колега, ама барањето, молбата, ако сакате, повикот, крикот, не знам како да кажам, на
економските субјекти координирани преку нивните комори. Извинете. Ви благодарам. Да, повелета министар за реплика.